Веќе трет ден пожарникарските екипи и комуналното предпријатие се обидуваат да ги исчистат наносите како последица од поплавите. Командантот на пожарникарите во Кичево Филип Митревски изјави дека најтешкиот терен за чистење била населбата Прилепска. Исто така тој истакна дека поради ограничените капацитети на оваа единица за вакви ситуации во помош пристигнале единиците од Битола и Кавадарци. Најтежок дел за чистење беше улицата Прилепска. Таму се одвиваше 99%, можда и 100% од евакуацијата на населението. Поплавени беше и населбата Подворош и населбата Карпош, меѓутоа беше има тука повеќе материјална штета, повеќе има вода во подрумските простории. Градоначалникот на општина Кичево Александар Јовановски изјави дека има подготвено проект за решавање на оваа состојба со поплавите која се случува речиси секоја година во Кичево. И имам веќе проект кој е, можам да кажам, 99% готов за комплетно уредување на речното корито, дислокација на оние објекти и оние куќи кои морам да нагласам за жал на улица Прилепска се незаконски, без имотни листови, без дозволи за градба. Дел од нив ќе мора да се отстранат, ќе направиме комплетно уредување на речното корито со сите оние пропратни урбани елементи, значи урбана опрема, клупи, велосипедски, пешачки патеки, бетонско корито, канделабри, да го направиме на вистина едно пристојно катче за уживање на граѓаните. Во спортската сала во Ивандол се сместени 63 евакуирани семејства за кои Црвениот крст е присутен 24 часа, обезбедувајќи им храна, облека и се што им е потребно. Për momentin e kemi këtu rreth 63 familje të evakuoja, 250 veta, nga të cilët rreth 67 janë fëmijë dhe qerit janë të rritë. Atë ndihmën humanitare fillestare, domethënë nga Kryqi e Kuçekan, kemi 3 në ditët vakte ushqimore, mëngjes, darkë, drekë, dhe tentojmë që vaktet të jenë të ngrohta, në bashkëpunim me komunën, me термоцентралин e Осломез dhe донаторот lokal. Се очекува евакуираните лица да останат во салата Ивандол најмалку уште 10 дена, бидејќи населбата Прилепска е во катастрофална состојба.